почитуван председател на владата на Република Северна Македонија, господин Димитар Ковачевски, почитуван заменик председател на владата, господин Фатмир Битичи, заменик председател Бојан Маричич, нерувар министр Зотри Азиралиу, honorable guests, ambassadors, dear partners, гости, представници на медиумите, почитувани граѓани. Навистина ме радува што Фондот за иновации и технолошки развој денеска е домаќин на овој значаен настан, но институција преку која силно испраќаме порака дека е време за нови технолошки промени кои ќе овозможат подобра иднина за граѓаните на нашата земја. Со проектот АДА, ФИТР за прв пат сериозно се вклучува во дигитализацијата на процесите на владата и цврсто сум убеден дека овој проект представува почеток на многу вакви иницијативи со кои ќе им овозможиме полесна комуникација на граѓаните со институциите на владата. Фондот за иновации и технолошки развој во соработка со кабинетот на вице-премиерот за економски прашања при владата за прв пат спроведе предизвик насловен како дигитален асистент базиран на вештачка интелигенција за потребите и програмите за државна помош на владата, реализирани преку планот за економски раст. Преку овој предизвик баравме развој на иновативни решенија со кои се олеснува комуникацијата помеѓу корисникот и компјутерот и кои ќе понудат уникатно искуство на клиентите кои се национални и меѓународни компании и инвеститори, а кои користат државна помош. За реализација на предизвикот, Фондот за иновации и технолошки развој обезбеди 9 милиони денари за реализација на овој проект. Врз основа на одлуката на Комисијата за оценување и избор на проекти во рамките на повикот, компанијата Codewell Unlimited е одобран за победник на предизвикот, кој го креираше и првиот дигитален асистент насловен како АДА. Со воведувањето на дигиталниот Artificial Intelligence Assistant ја олеснувавме комуникацијата на домашните, странските компании и инвеститорите и обезбедуваме брз пристап до податоци од јавен карактер, но и ослободување од традиционалниот начин на комуникација. Брзото темпо со кое се менува светот носи бројни предизвици, а воведувањето на иновации во компаниите представува можности за искористување на промените. Само оние компании кои имат амбиции да ги користат овие промени за да воведат нови иновации, нови технологии, ќе произлезат како успешни и конкурентни бизниси. Фондот за иновации и технолошки развој преку достапните инструменти за финансиска поддршка овозможуваше поттикнување на инвестициите на приватниот сектор, а со тоа и забрзан раст на економијата. Фактот што досега имаме кофинансирано над 66 милиони евра и отприлика над 30 милиони евра кофинансирање од самите корисници или компании кои се наши корисници, за развој на преку 1000 проекти и 1,5 милиони евра за развој на 3 акселератори кои оперираат во нашата држава. Јасно говори дека ФИТР е институција која е меѓу водечките ротори на развојот на државната економија и поддршката на бизнис екосистемот во државата. Но ова бројка представува поттик за уште понапорно да работиме и да возможиме уште побрз развој на нови иновативни решенија. Интензивно работиме и аплицираме во меѓународни фондови преку кои ќе овозможиме директна трансформација на македонскиот екосистем. Горди сме што туку ФИТР ќе биде еден од главните носители на акцискиот план за ЕУ за зелена економија, кој ќе се спроведе во нашата држава во рамки на
ИПА инструментот на Европска Унија со околу 20 милиони евра расположливи грантови за поддршка на малите и средните предпријатија и очекуваме наредниот месец да го потпишеме договорот со европска делегација. Гордо, исто така, можам да најавам дека денеска сме аплицирале и во Green Climate Fund од Обединетите нации, со кој Фондот за иновации и технолошки развој ќе биде првата акредитирана институција по овој зелен климатски фонд, каде што се расположливи околу 30 билиони долари, каде што нашите компании преко Фондот за иновации и технолошки развој ќе можат да аплицират и ќе можат да го искористат овој буџет. Фондот за иновации и технолошки развој ја доби водечката улога во пилотирање на мерки за поддршка за истражување, развој и иновации во сите економии од Западен Балкан во рамките на новиот европски проект Policy Answers, кој го потпишавме минатата година заедно со германската ДЛР, German Aerospace, и австриската ЗСИ, со буџет од 5 милиони евра. Во 2022 година фондот започна со подготовка на пилот повик за иновацијски ваучери на ниво на Западен Балкан, кој е предвидено да се отвори до крајот на ова година. Продолжуваме да креираме предизвици кои се фокусирани на области на кои им е неопходна поддршка. Покрај двата спроведени предизвици за дигитализација на јавниот сектор, неодамна го креиравме и првиот предизвик со дигитална трансформација до иновации заедно со нашите партнери од Швајцарска амбасада ИМЕ, со кои им овозможуваме на компаниите да ги дигитализират процесите и услугите, со што ќе обезбедат поголема ефикасност и продуктивност во своето работење. Ќе издвојам и нашата прва инвестиција во иновацијска инфраструктура, воведување на Fab Lab лабораториите, преку кои поддржани 3 лаборатории кои веќе се отворени за младите истражувачи, како и вториот наш предизвик за воспоставување на лаборатории за производство Makerspace, резултатите за кои ги очекуваме ова недела. Сите сме свесни за се поголемата примена и улога на вештачката интелигенција во општеството. Таа е следен неизбежен чекор во дигиталната револуција и представува огромна можност и потенцијал за малите држави, а уште повеќе за малите фирми, стартапите. Факт е дека бројот на стартапи кои развиваат вештачка интелигенција во своите производи во нашата држава е значително мал во споредба со бројката на глобално ниво, но верувам дека во нашата земја има потенцијал да ги следи и применува иновациите на глобално ниво и верувам дека набрзо сите ќе ги осетат придобивките на ова револуционерна технологија. Горди сме на 9 компании кои се поддржани од ФИТР и кои развиваат иновации базирани на вештачка интелигенција. Сигурно дека фондот не би можел да ги постигне сите овие цели без поддршката на владата на Република Северна Македонија, Светската банка, нашите партнери, ГИС, UNDP, USAID и многу други наши партнери. За крај сакам да упатам честитки до компанијата Кодвел за успешно реализираниот проект и се надевам дека ова ќе биде поттик за многу млади да започнат да креираат своите бизниси тука во нашата земја. Ви благодарам.